Прво ме интересира како ќе коментирате изјавата на заменик помошник секретар Брајан за лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски во светло на најавената лидерска средба која што треба да се одржи во понеделник. Што очекувате од таа лидерска средба по оваквите пораки од стратешкиот партнер? Гледайте, прво ја нема да ја коментирам изјавата, можам само да ја потврдам изјавата, затоа што веќе е очигледно дека во нашата држава има два блока, тоа сум го кажал веќе пред скоро година и пол. Едниот кој што е за европски интеграции на државата и вториот кој што е за изолација на државата. Ние успеавме да станеме земја членка на НАТО, успеавме да ги отвориме преговорите со Европската унија. Тие преговори со Европската унија се отворени низ преговори со француското претседателство, преговори со Бугарија и се разбира врз основа на преговарачка рамка усвоена од сите 27 земји членки на Европската унија, во кои се наведени сите наши барања во однос на заштита на македонскиот јазик. Денес законодавството на Европска унија се преведува на македонски јазик. Договорот Фронтекс е потпишан на македонски јазик. На сите преговарачки кабини, тоа може вашите колеги да го видат, стои македонски јазик. Македонскиот идентитет и култура се потврдени на европско ниво, па и дополнително со резолуции од страна на најголемите земји членки на Европската унија. Од друга страна, ние имаме обврска за внесување во преамбулата на Уставот на други делови од народи, вклучително и бугарскиот народ, со што за прв пат ќе имаме јасно разграничување на македонскиот и бугарскиот народ, што исто така е една голема придобивка за нас. Меѓутоа, очигледно ово прашање опозицијата сака да го користи единствено за лични политички цели и да не врати назад таму каде што бевме 11 години. Затоа што нивната теза е дека тие ќе понуделе друга алтернатива, меѓутоа таа алтернатива никој не ја видел. И од тој аспект, кога некој ви нуди нешто што не сте виделе и врз основа на тоа сака да го добие вашето внимание или вашиот глас, тогаш тоа е една голема лага. И затоа сметам дека она што го имаме од страна на владата, коалиционите партнери, од страна на Европската унија, од страна на Европскиот совет, е практично начинот на кој Северна Македонија ќе продолжи во европските интеграции и до 2030 година со оваа влада, после нашата победа на претседателските и парламентарните избори, до 2030 година ќе станеме земја членка на Европската унија. Во однос на лидерската средба, очекувам конструктивна лидерска средба, на која што ќе учествуваат сите политички партии застапени во парламентот, бидејќи тоа е начинот на кој функционира едно демократско општество, каде што сите кои што учествуваат во еден надпревар треба да имаат збор во начинот на кој се организира надпреварот. Инаку, ова ќе бидат први редовни парламентарни избори во нашата држава по 2006 година, бидејќи досега сите парламентарни избори беа вонредни, некој пат беа иницирани по аеродроми, некој пат беа договарани во Пржино, некој пат беа договарани како резултат на блеф од некого за да добие некаква друга корист во политичкиот спектар. Меѓутоа, важно е дека Северна Македонија е стабилна држава, држава која сигурно чекори во европските интеграции и затоа заслужува да има редовни избори. И ние ќе имаме редовни избори. Во однос на нивното одржување, финалниот збор ќе го кажат партиите, меѓутоа и ако погледнете во календарот, редовни избори ќе бидат, мај нуди можност за такво нешто, претседателски и парламентарни избори, при тоа треба да се почитуваат и верските празници, бидејќи знаете дека април е месец на Рамазан, почетокот на мај, самиот почеток на мај е месец на Великден, и имајќи ги во предвид верниците кои што ја чествуваат и христијанската вера и муслиманската, треба да биде определен датум кој што ќе одговара и на одржување на демократски избори и на чествување на сите празници кои што ги има. Мај тоа го нуди, крајот на април и мај, и сметам дека тоа е некаде роковите во кои што ќе може да се постигне договор. Велите дека има прозападни крила и антизападни крила. Од тие антизападни крила има припадници можеби на
бивши припадници, бивши функционери на СДСМ, кои што се во коалиција сега со ВМРО-ДПМН? Во некоја заскриена коалиција? А не би кажал такво нешто, не би ни коментирал. Со оглед на тоа дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се покажал од 90-тите години дека сите големи одлуки кои што биле носени во оваа држава се резултат на одлуки донесени од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Сетете се на обезбедувањето на нашата независност по мирен пат заради тактичноста и искуството на председателот Глигоров, кој што немојте да заборавите дека има членската книшка 001 во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Потоа отварањето на преговорите преку председателствувањето на Црвенковски, Шекеринска, Владо Бучковски, влегувањето во НАТО под премиерување на бившиот премиер Заев, отварањето на преговорите со Европската Унија во мандатот кога јас сум премиер, така да сметам дека сите председатели на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, воедно и премиери или вршители на највисоките функции во државата, дале свој придонес во европските и атлантските интеграции на Северна Македонија, и така ќе биде и во иднина, бидејќи вие не можете да најдете ниту еден лидер на опозицијата денешна, на ВМРО-ДПМН, кој што има донесено одлука од стратешко значење во однос на интегрирањето на Северна Македонија во овие две најважни асоциации кои што обезбедуваат мир, безбедност, социјална сигурност, економски напредок и владење на демократијата.